Во собранието стартуваше и последната фаза од уставните измени. По целодневни одложувања и тензија околу прашањето за тоа дали е обезбедено двотретинско мнозинство, пред пратениците се обрати премиерот Зоран Заев. Тој изјави дека со договорот од Преспа е заштитен македонскиот идентитет и јазик и дека со географската одредница државата не губи. На пратениците им порача дека нивната одлука ќе ја трасира иднината на земјата. Големината на оваа историска одлука треба да ја препознаеме сите. Вашиот глас е глас за полноправно членство на нашата земја во НАТО за помалку од една година. Вашиот глас за не става во европското семејство на нации на Европската Унија. Секој глас против е глас за изолација, несигурност и сиромаштија, за нови политички кризи и поголема неизвестност дури и од оние кризи од нашето минато. Во собранието не беше присутна опозицијската ВМРО-ДПМН. До промената на Уставот со цел промена на уставното име се доаѓа не по демократски пат, туку преку акт на насилство врз процедурите, уцени и закани врз пратениците и нивни блиски. ВМРО-ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија нема да учествува во тој процес. По завршувањето на седницата, дел од демонстрантите се судрија со полицијата и пробаа да го пробијат полицискиот кордон. Полиција, прекини полиција, врати се! Полиција да се врати, посади браникот! Немај полицијата да тргна напред! По краткиот судир, полицијата приведе неколкумина демонстранти. За утре демонстрантите најавија по масовни собири, додека во собранието ќе продолжи расправата за уставните измени.